Во екот на најголемата економска и енергетска криза, бизнисот со фотоволтаици стана омилен за политичарите и нивните семејства. Производството на струја од сонце е во подем, ама изгледа станува ексклузивно право за најблиските на оние кои се на врвот на државата. Најново, синот на коалициониот партнер Ахмети ќе го проширува бизнисот со струја. Откако, како што беше објавено, архитектот Шкумбин Ахмети регистрираше фирма и стана одговорно лице на Друштво за производство, трговија и услуги во Зајас, сега заедно со братучедите ќе гради фотоволтаична централа од 60 мегавати во Кичево, вредна 35 милиони евра, обелодени опозицијата. Од ВМРО ДПМН се сомневаат дека е побаран кредит за ова од една банка за изградба на фотоволтаична централа, за која било наведено дека имаат дозвола од страна на државните институции. Председателот на ВМРО ДПМН му порача на Ахмети пак да престане да го вплеткува семејството во криминалот. Тој човек кој што себе си се представуваше како борец за човекови права пред 20 години, изгледа раководен од неколкумина околу него, ќе заврши како човек кој што ќе биде длабоко вплеткан во криминал, но за жал го вплеткува и сопственото семејство. Тоа не е добро и би го советувал да тие малкумина советници околу него кои што на овој начин го советуваат да испраќа пораки во јавноста или да ги променят тие позиции таму каде што се, или да престане на овој начин да го вплеткува сопственото семејство. Колеги во енормно доходовниот бизнис со производство на струја се и сопругата и кумот на Ковачевски. Елена Ковачевска е една од петмината собственици на компанијата Сол Груп 5 до Скопје, која ќе гради 1,8 мегаватна фотоволтаична централа. Сопругата на премиерот купи државно земјиште по само 70 евра за квадрат, ама Ковачевски не бил на седницата на која и се даде амин за ова земјиште. Парите пак со кои инвестирала во бизнисот биле неизини. Неизиниот сопруг немал никаква врска со нив. Тоа е неизина инвестиција која што има направено со своји сопствени средства. Значи без ваша помош. Па без моја помош, зашто би имала помош од мене во тоа работа да инвестирате средства? Па да, меѓутоа тоа е инвестиција која што може секој граѓанин на државата да ја направи и голем број на граѓани инвестираат средства во приватни компании. Енергетскиот бизнис стана фамилиарен во семејството Заеви. Синот на поранешниот премиер Душко Заев на 18 години основаше предпријатие за производство на електрична енергија Total Energy во Струмица. Братот и таткото на поранешниот премиер пак се начело на Solar Green Energy и минатиот месец почнаа да бараат соодветен кров од објект каде ќе ја постават првата фотоцентрала од 315 киловати.